утринава веќе се чувствуваат самите високи температури, токму затоа и ја одбравме оваа тема, односно колку тие високи температури и самата жештина имаат негативно влијание врз нашите цвеќиња, врз нашите растенија. Се разбира дека ќе дадеме и корисни совети за тоа како правилно да ги чуваме истите, односно оние кои што се најавтентични и најбарани за овој период. Многу повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојот денешен гостин Ѓорги Самарџиев. Добро утро и добро дојдовте во Утринска. Добро утро до сите гледачи на Телма телевизија. Да, иако сега топлите денови допрва следат, е добар момент да напоменеме во престојниот период, посебно јули-август, ние знаеме за Скопје и воопшто за Македонија, во котлинските места знаат да фатат топли бранови кои што температурите достигнуваат на 35 степени и веќе тогаш може да говориме за екстремни високи температури кои што се во блок и ноќите се многу топли и сето тоа предизвикува влагата од почвата и влагата од саксиите, доколку имаме растенија на балконот, многу брзо, практично во неколку часа може да испари ако станува збор за стандардни мали саксии кои што ги имаме на балконот. Што може како да превенираме во тој период и тоа се да речам некои до сега многу добро познати техники за некои што ги применуваат. Пред се, можеби, уште од крајот на месец мај и јуни веќе може да дозираме ѓубрива, доколку имаме цветен расад на балконите и грмушки во дворот, може да дозираме ѓубрива со повисок процент на калиум. Бидејќи калиумот допринесува да го подготви растението за стресни периоди, пред се такви екстремни горештини. Нормално, кога станува збор за ѓубрење, не треба да претераме, бидејќи секое претерување пак има обратен ефект. Така да напоменувам дека секое прихранување и ѓубрење треба дозирано да биде според упатството на комерцијалното пакување на истиот производ. Дали може би, доколку станува збор за цвеќиња кои што ги чуваме на нашиот балкон или нашата тераса, дали постои опција како промена на самата локација? Апсолутно да. Сега не, тоа е посебно во период, да речам, јули-август, ако можеме во еден период да ги засолниме на места каде што во текот на денот би имало засена или да ги спуштиме од гелендерот долу на терасата кај што ќе имаат малку сенка, поготово ако има периоди кога сме отсутни, па не можеме секој ден да им ставаме вода. Првиот момент е засена. Вториот момент исто тоа што ние често го велиме мулчирање или тоа ако може и камерата да фати, површината на саксијата може да покриеме со некаква органска материја. Дали тоа ќе биде дрвени струготини, издробена кора, може да го покажеме и материјалот. Да, издробена кора која што како во случајот било каков органски материјал е и во што подебел слој е подобро, бидејќи ја задржува влагата, таа секако ќе транспирира преку листовите на растенијата, меѓутоа да го намалиме испарувањето преку самата почва. Доколку не можеме да користиме или не ни се на дофат, може да бидат било какви синтетички кебиња, исто така добра заштита до згора како да го прекршат испарувањето. Може да бидат парчиња од коноп, од јута. Или во наједноставен момент, ако ништо тоа не ни е достапно, може да бидат и крупни камчиња и тие може да бидат добра заштита, меѓутоа што покрупни, тоа го велиме да се раскрши тој осмотски канал на брзо испарување на водата. Секако треба да тежнееме поливањето да биде често, доколку имаме мали саксии, и ако во овој период на 25 степени поливаме еднаш дневно или преку еден ден, кога температури се 35 или 40, а имаме мали саксии, тогаш поливањето дури и два пати во текот на денот. Тоа се вели дека да, секој пат е најдобро поливањето да биде наутро и навечер, или кога во поладните часови. Меѓутоа, ако растението се суши и пред нас и очи вене, нема добро време. Истиот момент, со одстоена вода да не биде шок, да не биде многу ладна, и во 12 и во 12 растенијата се полеваат да не ги изгубиме, бидејќи цветниот расад поготово е многу чувствителен на
на сушење. Ако настапи сушењето, значи ја премине границата, поголем дел од коренчињата изумрат и тоа веќе ние не може да го вратиме назад. Затоа е многу битно тој циклус на поливање да има тенденција, нели, ако не можеме да ги сокриеме. Токму и тоа сакав да ве прашам, дали треба почесто да ги поливаме со вода токму поради жештината, дали ова што велите дека се почесто треба, нели, да не се исушат, станува збор за било кое цвеќе? Да, затоа сите растенија кои што ги чуваме надвор, ние препорачуваме да има дупки вишокот вода да истекува и тогаш ние не може да претераме, бидејќи вишокот вода ќе истекува. Апсолутно, доколку имаме растенија во дворот посадени, тогаш може и еднаш неделно да ги полеваме, ако станува збор за грмушки и за дрвја, меѓутоа полевањето да биде длабински. Значи, ако полеваме со црево или капка по капка, тоа да биде пуштено на тивко, што подлабоко во подолните слоеви на земјата да се акумулира влага, која што ќе може да речем преку целата недела да искористи растението. Не се препорачуваат летно време кратки шприцеви со вода, кои што ќе се натопат горните 5 до 10 сантиметри, бидејќи таму не е коренот на дрвјата и грмушките, тоа е многу подлабоко, од 20-30 сантиметри и надвор. Пред самиот крај би прашало и кое цвеќе најтешко ја поднесува самата жиштина, односно кое цвеќе не се препорачува да го чуваме на вакви високи температури? Голем е списокот, најбитно е однаму кај што го купуваме растението и оние гледачи градинари кои што хобисти кои што имаат искуство, цветен расад и растенија кои што се препорачливи за полусенка и сенковити позиции, на такви позиции да ги позиционираме. Оние кои што нели трпат отворено, зависно од биолошките карактеристики на растението, така да го позиционираме. Сега, кога станува збор за цветен расад, можеби сарделите се бројуваат во едни од најиздржливите кога станува збор на директно сонце да бидат изложени, за разлика од импатиенсот или бегониите кои што бараат да здивнат и секако природно бараат места со сенка или со дифузна светлина, да. Исто така и дифузната светлина е драгоцена, меѓутоа зависно од позицијата кај може да ги позиционираме растенијата. Ви благодарам многу за одвоеното време, навистина ми е драго што можевме поубаво, подетално да кажеме на нашите гледачи како правилно да се грижат за самите цвеќиња, но и ете главната тема, како високите температури влијаат на истите. Да, ми беше драго секој пат и кога станува збор за растенија, можеме да зборуваме. Не само да зборуваме, ги инспирираме гледачите, не може да сгрешат, нели? Да. Така ви благодарам уште еднаш.